нашата приказна ќе ја започнам од 2019 година, кога го формиравме здружението, тогаш Тиквешки семејни винари со околу 10-12 членки. И наша приоритетна цел и во самото формирање на здружението ни беше покрај производството на квалитетни вина, раки, винјаци и други производи да направиме промовирање и развој на винскиот туризам, посебно пред се во Тиквешкиот регион, меѓутоа со текот на времето да го проширеме и кон другите региони во државата. Исто така приоритетна цел друга ни беше и производство на еколошко вино, кој тогаш не беше застапено кај нашите винари, и како трета цел си рековме како цел да ја вратиме нашата единствена автохтона сорта на грозје старушината на винската карта и во државата, меѓутоа и вон државата. И можам слободно да кажам денеска од ова место дека успеавме во сето тоа. Голем дел од нашите членки, семејните и винари и дестилерии имаат богата туристичка понуда. Можам да кажам многу позитивни примери, например во Тиквешијата оваа година со собствени средства фамилиарната винарија Максимилијан и фамилиарната винарија Арабеска направија сместувачки капацитети, своји капацитети и имаат одлична туристичка понуда со предзнак на екотуризмот. Значи имаат понуда на еколошки вина. Тука е собственикот на винаријата и тој после на дегустацијата ќе ви објасни дека нивната понуда се состои од покрај квалитетните вина и од самото одење на лозовите насади, презентација значи на некои операции. И многу интересно во разговор со него е дека голем дел од тие туристи најмногу ги интересира она ладењето на виното, што укажува и самиот собственик, значи се врши еколошки со вода од бунарите, што му дава еден посебен белек на тоа производство на самото вино, за разлика од другите винари, големите винари, каде се врши значи со оние системи за ладење чилери. Исто така можам да кажам слободно денеска дека и во Охридскиот регион имаме наши членки кои инвестира во своите собствени капацитети пред се значи и во развојот и промоцијата на винскиот туризам. Тука денеска со нас е дестилеријата Балаклија, извореден прекрасен објект и кој ви го препорачувам да го посетите, каде што се нуди изворедна еколошка храна, значи познатиот охридски патлиџан, познатата охридско цреша и многу други производи. Исто така тука можам да ги напоменам и винаријата Монастери и винаријата Стојан и синовите, каде што така исто така имаат одлична богата туристичка понуда. Сакам да укажам и на друг позитивен пример кој е во сегмент на развојот на винскиот туризам и со општина Кавадарци како наш партнер. Веќе подолго време соработуваме и таа ни финансира со програма веќе неколку години, каде што приоритетна цел ни е развој значи на добра, одлична туристичка понуда, и тоа инвестиција е последните неколку години во финансирање на односно финансирање на патокази на самите винари кои се исклучува значи од Тиквешкиот регион, од општина Кавадарци, и за винариите и дестилериите, и изработка на билборди на автопатот Скопје-Гергелија граничен премин, каде што на тој начин вршиме значи и наша промоција значи на странските туристи да дојдат и да не посетат. Во соработка исто така со општина Кавадарци ние направивме и за прв пат иницииравме Ден на старушината, значи она приоритетна цел кога го формиравме здружението, сега ја преточивме и во реалност, и за прв пат пред 2 години значи ја организиравме Ден на старушината, значи да го вратиме македонскиот вински бисер на винската карта на државата и да ја промовираме и во државата и вон државата. И оваа година трет пат поред во соработка со Министерството за земјоделство ја организиравме и од меѓународен карактер, каде беа поканети
доста видни гости од регионот, промотори и на винскиот, и на руралниот туризам, и дел и на екотуризмот. За таа цел, значи, денеска броиме околу 80 семејни винари и 30 на семејни дестилерии и за прв пат оваа година станавме и социјално-економски партнери на Министерството за земјоделство и каде за прв пат оваа година покрај Денот на старошината организиравме исто така многу битен, значаен настан од државен карактер, тоа е Денот на лозарите. И исто така, значи, каде што вршивме една туристичка понуда, богата, значи, беа присутни голем број на странски туристи и исто така вински љубители. Благодарам господин Клинџаров за деталното излагање за значењето токму на винскиот туризам. Да, само да напоменам дека сега на престојниот Open Balkan во Белград работиме и на таа цел, веќе се изготвува и меморандум за соработка со Сдруженијата на Савез ракијаша од Република Србија и Сдруженијето на Савез ракијаша од Република Босна и Херцеговина, каде што ќе подпишеме меморандум за соработка, каде што исто така приоритетна цел ќе ни биде развој и на винскиот туризам и на еколошкиот и оној планински туризам, каде што колегите од Република Србија и Босна и Херцеговина имаат на што да не научат и така да тоа ќе биде од голема корист за самите нас.